Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз ШТИП се вклучува во одбележувањето на 16 дена активизам против родово бизарно насилство. Во овој контекст на пресконференција тие потенцираа што сегашната влада направила за спречување на насилство врз жените. Усвоен е национален план за имплементација на Истанбулската конвенција. Изготвен е предлог закон кој ќе ги опфати сите форми на родово базирано насилство. Министерството за труд и социјална политика годинава издвои 6 милиони и 400 илјади денари за имплементација на конвенцијата и отварање сервиси за подршка на жртвите од родово базирано насилство. До крајот на 2019 година се отвараат вкупно 10 специјализирани сервиси за жртвите. Отворена е СОС линија, отворен е кризен центар, отворен е шелтер центар за сместување до 6 месеци, отворено е советувалиште со психосоцијална подршка. Со новиот закон за абортус е вратено правото на жената да одлучува за своето тело. Отворени се 3 центри за жртви од сексуално насилство. Но ова реагираа од ВМРО ДПМН. СДСМ во борбата против насилството воопшто најпрво да започнат од сопствените редови, како што е примерот со пратеникот од СДСМ кој ја малтретираше сопругата, градоначалникот кој примени сила и слично. Јавноста е веќе запознаена и општо познато е дека најголем дел од наведените мерки за борба против семејно насилство постојат со години наназад и не се плод на работата на СДСМ, но еве за крај да упатиме едно прашање до владеачката структура. Дали правна држава која ја нагризувате и уништувате за време на вашето владење влева доверба и дава гаранции дека жртвите на семејно насилство ќе ја добијат потребната заштита ако се одлучат да пријават? Стои во реакцијата.